Од 250 милиони евро од унгарскиот кредит предвидени за кредитирање на компаниите од приватниот сектор, досега банките одобриле инвестиции вредни 84 милиони евро. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска очекува целата сума да биде распределена во стопанството. Од кои сектори и за какви проекти се делат парите од овој кредит, таа немаше конкретна информација, но смета дека позитивни ефекти ќе има по македонската економија. По информациите кои што ги добив од комерцијалните банки, со цел да излезат во пресет на што е можно поголем број на компании, прават комбинација помеѓу финансирање од овој унгарски кредит, како што го користиме терминолошки зборот, и дел од сопствени средства, нормално со различна каматна стапка, затоа што нивните средства по различна камата ги даваат од овие од унгарскиот. Бизнес секторот пак смета дека каматната стапка на кредитот кој државата им го понуди за подобрување на економската активност не им е помера. И покрај тоа што трошокот или каматата од 1,9% која за комерцијалните банки го покрива државата, односно се плаќа со пари од граѓаните. Претседателот на Стопанската комора Бранко Азерски смета дека по слична камата компаниите имаат свежи пари и кај приватните банки од 3,2%. Да луѓето што имаат инвестициони активности се свртат и побараат средства. Тоа ја подигнат побарувачката. Така да мислам дека во наредниот период тоа треба да се регулира на начин на кој што и банките ќе се поттикнат да таа определница за поголем рок на враќање ја стават во своите услуги и во своето портфолио, така да мислам дека на тој начин ќе има и значително друга инвестициона активност од страна на компаниите. Унгарскиот кредит вреден 500 милиони евра власта реши да ја подели за компаниите и за општините. Од владата веќе најави дека ќе обезбедат нов кредит вреден 250 милиони евра кои ќе бидат предизборно истурени по општините за инфраструктурни проекти, главно за асфалт.